Грција го поддржува евроатлантскиот пат на целиот Балкан. Земји кандидати стана земјите на Балканот во високата средба што имавме во Солун. Во самитот во Солун. За доста држави што се членови на НАТО, се до тоа се направи кога Грција беше председавач на НАТО. Значи не треба да докажеме ни еден кураж. Не треба да докажеме ни еден кураж, бидејќи тоа е елемент од нашата политика. Не го правиме само за другите, го правиме бидејќи го сметаме за точно, за коректно за Европа, го сметаме за коректно и за иднината на нашата земја. Ние се најдовме во НАТО и во Европска Унија децении цели сами од целиот овој регион. Тоа не е ниту за наш интерес, бидејќи од други држави не ставаше на подалечна позиција. Што се однесува до европскиот пат на нашата соседна земја, сакаме да ја поддржиме земјата и со тие експерти, ако ни биде побарано, да ги поддржиме, да ја пренесиме, да го пренесеме нашето искуство, нашите знаења. И нашето искуство и нашите знаење не е само за позитивните наши работи, и се и за нашите слабости. Нешто што не треба другите да го направат, значи. Што се однесува до НАТО, постојат одлуките од Букурешт и со тие одлуки и нивното реализирање, оваа земја ќе стане член на НАТО. Како сега ќе се реализират тие одлуки на НАТО, тоа не зависи од нас, зависи од тие што треба да одлучат. Ние сакаме оваа мила наша северна земја и во НАТО и во Европска Унија. Но ќе треба се до тоа врз основа на правилата и предусловите да се оствари на Европска Унија и на НАТО. Во последниот неофицијален совет што имавме во Малта на министри за надворешни работи, што дискутиравме доста за Турција, каде што европејците се двумеа дали ја сакат или не е Турција, јас кажав една работа. Турција ќе одлучи дали сака да биде европска или не. Ако сака да биде европска, ќе стане член на Европска Унија. Ако Турција не сака да биде европска, што да правиме? Нејзина одлука е. Тоа се однесува на секоја држава. И јас мислам дека државата кај што се наоѓам денес, постоje и европско лидерство, и европска влада, и европска перспектива. Но елемент на европската перспектива е да се почитуваат одлуките и правилата и правилниците. Грција е за стабилноста и на нашите земји и на нашите врски, релации, за неменување на граници и на едната и на другата земја, за суверенитетот на секоја држава во неговиот простор. И исто така сме за развојот на целиот Западен Балкан. Ние веруваме длабоко дека влегувањето на Западниот Балкан и посебно на вашата земја, пријателска земја, во НАТО, ќе биде олеснување и за нашиот живот и ќе помогне за развојот на целиот регион. Овој пат бара и развивање на нашите економски и друг вид врски и да ги надминиме проблемите и да ги надминиме било која иредентизам постои што ги трансформира непостоечките проблеми, ги трансформира во нашите заеднички интереси, во една борба, во една кавга, како што викаме во политичката наука. И тоа за нас има многу голема важност. Едукацијата на сите млади луѓе на целиот регион,
нашето законодавство, нашите договори. И на ова насока сакам повторно да нагласам дека сум среќен што владата на вашата земја, како и нашата влада, сакат да се развијат мерките за градење на доверба, што овие мерки зошто ги сака? Прво, за врските да станат подлабоки, второ, да видат нашите општества колку близко сме и зошто треба да ги развиеме овие врски, овие релации, но и за стекнеме доверба. Уште повеќе еден со друг. Знаеме дека ерата не е лесна, времето не е лесно, дека треба кураж од ваша страна, треба смелост за да ги надмине некои проблеми од минатото. Знаете мојата изрека што се ја сака многу, дека историјата треба да биде училиште, упатство за позитивна иднина. И така треба и јас и Никола да се соочуваме со овој вид проблеми. Знаете, Никола е од старото време Лаоникос, што значи тој што со народот победува. Дојдоа христијаните и направија некои трансформации и од Лаоникос го направија Николаос, што значи исто нешто и уште пократко Нико, значи имаме исто име, се согласуваме и сметаме за позитивен факт согласувањето договорот на нашата пријателска земја со Бугарија. Со интерес го следевме сето ово, дискутиравме за сето ова, со иста сабилност и ако можеме и со иста брзина да ги решиме овие прашања што остануваат меѓу нас, меѓу двете наши земји. И Грција, јавно го кажувам, сака со искуството што се погоди да го имаме, бидејќи порано влеговме во 81 во Европска Унија, а деценијата на 50-те години во НАТО, сакаме да помогнеме и да одговорим на сето тоа што ќе биде побарано за овој тек на правна држава да се оствари, за модернизацијата за нашата северна земја, соседна земја.